Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за нова епизода на Медицинско капче. Утрово малку поведра тема. Минатата недела зборувавме за карциномот на дојки, за зголемувањето на бројот кај се помлади пациенти. Оваа емисија ќе позборуваме за реконструкција. На оваа тема, меѓутоа и за разубавувањето, за естетската хирургија, за тоа колку млади жени бараат лифтинзи на лице, утрово зборуваме со доктор Боро Џонов од приватната болница Џипадем Систина. Докторе, добар ден. Добар ден, фала на поканата. Најавив дел за она што ќе зборуваме во денешната емисија, најпрво за реконструкцијата на дојки. Во гостувањето на ваш колега, торакален хирург, ни беше предучено дека одењето на медицината, нели чекор однапред, дозволува да реконструкција се прави со самата мастектомија, значи со една анестезија практично, се отстранува болното ткиво заедно со дојките и потоа веднаш дозволува процесот реконструкција на дојка. Најпрво, околу оваа метода, сепак станува збор за една чувствителна метода, пациентките се борат малтене за живот, меѓутоа, сепак, жена како жена внимава и на естетика постоперативно. Каква е овде постапката? Дали кај сите жени се прави оваа реконструкција? Една информација за сите жени. Така, во нашата болница е мултидисциплинарен пристапот. Така. Имаме хирурзи и доктори од повеќе специјалности и таа соработка дозволува да ние изведуваме и вакви интервенции. Секако не можат сите пациентки да го прават, односно да се изведуваат тие интервенции. Има одредени протоколи. Тие протоколи ги одредуваат торакалните хирурзи, пошто кај нас секоја држава е различито. Кај нас мастектомиите, односно со карциномот на дојка, се занимаваат торакалните хирурзи. Германија, например, се занимаваат гинеколозите и така натаму. Меѓутоа, протоколите се горе-доле исти. Таргетирани се пациентки кај кои што се смета дека во подоцнежните фази нема да има потреба од зрачење, од дополнителни интервенции, така да повикот е кај торакалниот хирург, тој ја прави првично процената, па потоа во корелација со нас, со пластични и реконструктивни хирурзи, ја договараме интервенцијата и како што ќе изведуваме понатаму. Многу често се случува ради фамилиарни предиспозиции и наследство да треба превентивно и втората дојка да се изведе, да се извади, затоа ги правиме во еден акт понекогаш, да се направат мастектомија и во еден акт реконструкција со импланти, со тоа што пациентките треба да знаат дека не се завршува секогаш на една интервенција, мултидисциплинарен е пристапот. За дооформување на дојките понекогаш треба да се прави липофилинг, односно за да се добие подобар облик, да се пополнати со масно ткиво. Зависно од реакцијата на самиот имплант, понекогаш имаме појака капсула која што треба после неколку години да се коригира. Секако, доколку е све кој што треба во втор акт се прави и реконструкција и на ареолите и на мамилите, да се заокружи тој процес. Секако тренд е во светот да се изведуваат вакви интервенции, затоа што не е само пациентката да се оперира, нели просто кажано, наречено кажано, да се тргне ракот од нејзе. Тука е и психолошкиот момент, да се надополни органот кој што недостасува, односно пациентката кога ќе се разбуди повторно да биде сограден. Ние ги правиме и во втор акт. Пластична и реконструктивна хирургија обично првично може да се прават 6 месеци после првичната мастектомија, доколку е завршена зрачна терапија, завршена хемотерапија, да се прави таа реконструкција. Јас на моите пациентки секогаш им кажувам дека
комплетна симетрија и комплетно исти дојки не може да се постигне. Впрочем, и анатомски, кога е здрава пациентката, во 90% кај женската популација има асиметрија на градите. Десната града во принцип е Постојат повеќе начини, во главном и да кажам, бенигни пристап на реконструкција со импланти и комбинација импланти со сопствено ткиво, кој што го спомнав, липофилингот, може со грбниот мускул да се прави надополна. Секако тренд е во светот и микрохирушката реконструкција, која што е во принцип најмутилантна за пациентките, затоа што таа е подолготрајна процедура, интервенцијата трае некои 6-7 сати, се зима ткиво дали од грбот, дали од стомакот, за да се направи таа реконструкција. Се помалце се применува баш ради таа мутилантност, затоа што многу е пооптеретен организмот, подолготрајна процедура, некогаш знаат и тие фрифлепови и да пропаднат. Така да златен стандард е реконструкцијата со импланти. Имаме случаи кога се прави во втора реконструкција, тогаш се потребни повеќе интервенции, зависно од тоа колку ткиво е оставено при примарната мастектомија. Некогаш е потребно да се стават ткивни експандери, кои што треба да се носат неколку месеци, па после тоа да се размислува за ставање на трајни импланти. Исто така и комбинации на техники, доколку нема потреба да се прави мастектомија на другата страна, да се направи реконструкција на местото каде што веќе имаме мастектомија, а на другата страна да се направи редукција или суспензија за да добиеме каква таква симетрија за пациентката да биде задоволна и едноставно да ги отфрлат оние екстерни протези кои што ги носат после мастектомија. Ова беше за реконструкцијата. Меѓутоа, ајде малку за една поведра тема, борбата со старењето. И не само жените, меѓутоа и мажите. Колку често бараат да се подмладат и која ви е најмладата пациентка која што побарала лифтинг на лице, иако не соодветно? Се наметнуваат некакви светски стандарди, или сите гледаат по социјални мрежи кој како треба да изгледа? Што се случува откако ќе дојде кај вас во ординација? Видите вака, конкретно за хируршки третман, помладите пациенти и да кажем и пациентки и пациенти толку многу немаат побарувања. Обично се тоа за поконзервативните техники, нели популарно кажано ботоксот, филерите и така натаму. Во однос на хируршкиот третман, нели го спомнавме старењето. Прво што ви е на увид кога ќе видите некој лик или ќе запознаете нов човек е лицето. И најчесто се приметуваат таму сите можни оние години кои што поминале. Затоа и луѓето нормално прво сакаат да го средат лицето. Верујте, процентот кај мажи и кај жени е малтене исти во последно време. Ја повеќе пати повторувам дека поготово за најзахтевната техника, фейслифтингот, треба да се прави после 40-та година, односно 45-та година. Применуваме стандардни техники, применуваме техники кои што се користат сегде во светот. Многу е битно при фейслифтингот да се затегнат и мускулите на лицето и лицевата фасција, не само кожата, за тие резултати да бидат подолготрајни. Млади пациенти секако се ували 30 годишни и 35 годишни со тоа што им било предочено што ќе добијат од тоа и дека на таа рана возраст, доколку почнат со хируршки интервенции,
ќе треба до покасната возраст тие да следуваат многу повеќе отколку да почнат на поголема возраст, изнад 45 години да кажеме. Што се однесува до блефаропластиките, тука тоа е оперирање на очни капаци, дали? На очни капаци, тука е повлечена границата, затоа што прво и основно се содруваме и со состојби кои што се наследни или стекнати и на помлада возраст, каде што смета и на видното поле, кои што треба да се решаваат посо време за да не се наруши видот кај пациентите, не е само естетиката. Секако доколку имаме наследни варијанти, сето тоа е зависно од тургорот на кожата, каква е кожата, лицевите структури. За блефаропластики, односно за корекција на очни капаци, доаѓаат и помлади пациенти, односно испод 40 годишна возраст. Секако им ги објаснуваме компликациите, постоперативниот период е многу битен, затоа што тоа не е интервенција као што ги спомнавме предходните конзервативни техники, и кај лифтинзите, и кај блефаропластиките има период на рекавери, односно на рехабилитација. Колку трае века едното, колку кај другото? И кај едното и кај другото од 3 до 4 недели. Секогаш имаме отоци после тоа, затоа што такво е ткивото, лицевите структури се такви да задржуваат оток, поготово кога се работи корекција на очни капаци и горе и доле. Подолг е периодот доколку постојат масни пернечиња, секако мора и тие да се коригираат, инаку блефаропластиката не би имала ефект и многу брзо повторно би се растегнала кожата и би го имале истиот проблем. И кога се работи тоа, секако 3 до 4 недели отоци, модринки кои што се спуштаат, даваме лекарства, даваме совети како да се понашаат пациентите за тој период што е можно повеќе се скрати. За колку години се подмладуваат со фейслифтинг? Тоа зависи прво од хирургот и од поверувањата на пациентот. Ние, например, секогаш и по конгреси, и по работилници, сите што работат лицева хирургија, пластичните хирурзи, ги представуваат, има одреден дел на глумици амерички, кај што е направено сето тоа овер. Може ли да ги кажеме кои се? Премногу. Софија Лорен највише ја презентираат од секогаш, затоа што кај нејзи лицевата структура е таква да истакнати јабучици, малце поголема уста и кога ќе се направи оверлифтинг, устата се зголемува и буквално доаѓа, просто народски кажано, од уво. Така да многу е битно да се испеглаат деловите од вратот, деловите од контурите на долната вилица, назолабиалните бразди кои што најтешко се справуваме со нив, и кога пациентите бараат тоа да биде се испеглано, мораме да се најдеме негде на средина, за да не станат сите Софија Лорен. Нели? Затоа што не е добро ни малку да биде, ни многу да биде, него толку колку што треба, и сето тоа да трае барем некои 5 години и да има таа интервенција ефект. Кога се прави во комбинација со блефаропластика, односно со корекција на очните капаци, тоа ше ефектот уште поголем. Секако плюс после некој месец може да се направи и корекција со поконзервативни техники, со ботокс или филери, да се заокружи целиот тој процес. Исто кој што спомнавме и кај реконструкциите на дојка и кај овие интервенции, треба да знаат пациентите дека не е можно се одеднаш во еден момент да се реши. Затоа што секој прво ние ги прилагодуваме интервенциите према секој пациент, односно секој пациент е индивидуа со собствени карактеристики, така да спрема тоа и
постоперативно може да треба некои плюс корекции да се прават. Ви доаѓаат ли со фотографии? Сакам да наликувам на оваа позната глумица Да, или многу често. Многу често дали од нашата естрада. Имаме и кај нас примери. Да, во главном дали од нашата естрада, дали наши глумци или странски глумци. Поготово пред 5-6, можда и повеќе години имаше од помладите машки лица бараат да наликуваат на некои пејачи наши и така натаму, со тоа што им се предочува дека што може да се добие, како може да се добие, кои се нуспојавите и компликациите од сето тоа. Секако, нели, тоа немаше кога во филмоите ја комплетен мейковер на лице па да наликува на некого, иако до некаде може да се успее. Бременоста носи растегнување на стомак. Во вашата клиника се прави и затегнување на стомак, малку околу ова, многу малку се зборува, нели обично лицето е тоа кое што се гледа, стомакот се покрива. Меѓутоа, се почесто младите мајки бараат затегнување на стомак после бременост. Каква е овде постапката, после колку време после породување може да се направи и кои се ефектите, нели дали е доследно породување па после може да се повтори околу целиот зафат? Значи, при првите консултации секогаш ја и моите колеги бараме прва консултација па и втора консултација да размислат пациентките секако. Се повеќе имаме барања во исти акт да се направи и цезарија и да се затегне стомакот, што во принцип не го препорачуваме кај пациентките, затоа што прво анатомски, после пороѓај не е можно да се долови колку треба тој дел да се коригира мускулатурата, дали треба да се коригира или да не се коригира. Имавме промоции ние на Mami Makeover процедури, тоа значи не само корекција на стомакот, значи плюс липосукција, плюс корекција и на градите. Секогаш им советувам на пациентките после породување барем 6 месеци да поминат, да се стабилизира зидот на абдоменот, да се стабилизира целата кожа. За градите исто спомнавме доколку дојат треба кога ќе сопре доењето и лактацијата, кога ќе сопре делувањето на хормоните, дури тогаш да се пристапи, за да нема потреба брзо после тоа да се прават некои корективни зафати. Конкретно за дерматолипектомија или там и так популарно кажано во пластичната хирургија, обично се прави после 6 месеци, секојаш комбинација со липосукција, секако во многу често кај пациентките има и диастаза, односно раздвојување на мускулатурата на стомакот, треба и тоа да се коригира, правиме апликации со транспозиција на умбиликусот, односно на палпакот, пошто и тој, нели, со бременоста, со качувањето на килажата, ја губи својата форма, за да се коригира и тој, да ја направиме барем приближно формата која што ја имала пред бременост. И многу битен совет да доколку имаат намера повторно да раѓаат, тоа да се направи тек после втората или третата бременост. Затоа што со новата бременост, со новото растегнување на кожата ќе има потреба повторно од корекција, нема да се врати повторно на нормал. Истото и за градите. За однос на корекција на редукција или суспензија, подигање, да се прави секако со лактацијата, со набојувањето на хормони во бременоста и после тоа повторно градите имаат зголемен волумен, се растегнува кожата и треба повторно да се прават корекции. Така да секојаш советот е кога ќе заврши целиот тој процес, тогаш да се прават корекциите.
А доколку сакаат веднаш повременоста, негде најоптимално е после 6 месеци од раѓањето. Пластичната хирургија не ја покрива фондот, освен или доколку има здравствени проблеми, станува збор за скапа инвестиција во себе. Да позборуваме малку околу предстојните попусти кои што ги имате како болница, кои што се најавуваат за следниот месец и за што се конкретно наменети? Ние имавме една промоција од декември месец до половината на јануар, околу 30% беа намалени естетските корекции на стомак, на гради, липосукцијата исто така, дел од реконструктивните процедури. Мене ми е многу жал за првата тема што ја спомнавме во однос на реконструктивните процедури. Добро би било доколку фондот ги покрива само имплантите или експандерите, тоа би значило многу за пациентите, затоа што во државните клиники се покриени, поготово за карциномите на дојка, и настојуваме и ние како болница да го добиеме тоа, барем да бидат покриени девајсите, односно имплантите и експандерите, со што би се овозможило поголема достапност на нашата болница за сите пациенти. Промоции ќе има сега од наредниот месец повторно, за да се намали цената, да бидеме подостапни и да можат сите оние кои што сакаат да си ги дозволат тие корективни процедури, зборам естетски корекции конкретно, исто така и на потрошните материјали, на поконзервативните техники ќе следуваат промоции на ботоксот, на филерите и секако и ласерските процедури кај колегите по дерматологија. Така. За крај на интервјуто имаме ние многу голема, ќе ќе оставиме широко, така имаме за следното интервју. Так. Препорака до пациентите, еве и за реконструктивните процеси, меѓутоа и за подмладувањето. Што треба да направат, нели, да бидат пред се она што се, меѓутоа на која возраст еве да им препорачаме, да кажавме, меѓутоа еве не е наодме да повториме дека 30-та, односно 40-та година е за Реконструктивните не бираат возраст. Така. Нели, знаеме, сигурно и колегата тоа кажал дека границата за жал е повлечена. Да, кажа дека 19 годишна пациентка оперирал. Све понадоле оди, за жал, нели, и тука немаме возраст, него едноставно каде може да се направи, каде не може. Во однос на естетските корекции, барем од 18 до 25 годишна возраст, доколку нема некои аномалии, асиметрии поголеми, да бидат редуцирани тие процедури. Повторно ќе го спомнам истото како кај реконструктивните процедури, психолошкиот момент. Затоа што ние конкретно ќе ги спомнам аурикулопластиките, корекциите на уши. Тие ги правиме и во детска возраст, од 7 години па нагоре. Многу е битно тоа дете да расте без комплекси. Знаеме за булингот, знаеме што се случува во школските средини, така да таа корекција може да се прави на помлади години. Затоа спомнав доколку има асиметрии, доколку има некои аномалии, се прават и на помала возраст. Меѓутоа, чисто естетските сепак да се подпричека барем, нели и во Америка се рачуна полнолетство од 21 година, не се рачуна од 18 годишна возраст, што е можно да се направи подоцна и тие корекции за да бидат потрајни. Докторе, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Оставаме нели можност за следно интервју за некоја нова метода која што ја имате. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат. Следите го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.